Македонија одамна го решила депонирањето на отпадот, но само на хартија. Илјадници долови, пољани и речни корита се претворени во депонии. Буквално на ниво на цела држава ние воопшто не знаеме да раководиме со отпад и не сме свесни што предизвикуваме на околината, кои последици ќе ги имаме во иднина. Со големи загадувачи страдаат и децата уште неродени, уште во утроба на мајка. Во повеќето општини се уште не е ниту започнато, а во некои општини се на самиот почеток од реализирањето на националната стратегија за отпад. Ние доцнеме многу, значи нашите депонии, некои од депониите кои што се уште се користат се од 1955 година. Граѓаните побара ова да се стави како приоритет кај новите градоначалници, но и кај централната власт. Дали конечно ќе направиме пробив или и натаму ќе мириса на нефункционален систем за управување со отпад. Во селата низ Македонија отпадот си го фрлаат по локалните ѓубришта. Жителите на Рачиново најверојатно имаат среќа што нивното село е општински центар, па за разлика од повеќето селски средини имаат организирано собирање на отпадот. Но надлежните ѓубрето го истовараат на диви депонии покрај пат или во долови. Ова е ресторанот на Аслан Беќири од Рачиново. Со бизнисот започнал пред 2 години, но гостите што доаѓаат се сардисани со ѓубре од 3 страни. Во близина се истовара градежен шут. Малку погоре е селската депонија. Има уште една, поголема, на патот кон Липково. Барлоку gjindet një 200-300 metra mas shumë tipi restorantit edhe pi kafanës. Probleme kena të shumta, era është e pakëndshme, timi çka do të i kallin, vjen i kallin gjubrat, edhe timi depërton restorante në fshate gjitha anët. Ajo problemi më i madh, se era është shumë e madhe, po është edhe rrezikshme. Edhe njerëzit sa vinë shkojnë, nuk rrinë aq shumë për shkak se tutën pismunjave të ndryshme, prate. Поголемо населено место, поголема депонија, поголеми проблеми. Струга. Еден од нашите непознати туристички центри годинава забележа ретко успешна сезона. Но успехот на угостителите беше зацрнет со чадот од запалената депонија. Се најдовме во ситуација да им објаснуваме дека имаме депонија која по несреќни околности се запали и се тие мора да го поднесат овај чад. Ѓубрето престана да гори откако беше прекриено со слојот земја. Според активистите од граѓанската иницијатива Доста, тоа не го реши проблемот. Санирано, ево гледате колку е санирано. Едно 3 метри во висина овде нагоре депонијата откако се санира. Интересите најверојатно се претпоставуваме политички, затоа што обично пред некои избори ни се случува ваква работа. Идаме до катастрофална појава на тој смртоносен чад во градов, а сега има и што да се запали. Болката на Стружани беше тоа, да се дислоцира, да не постои, да нема што да се запали, а видите сега што се случи. После тоа санирање пред неколку месеци, имаме ново ѓубриште. Македонија има донесено национална стратегија за управување со отпад во 2008 година, чија реализација треба да заврши до 2020. Досега е изготвена планска документација за справување со овој проблем само за дел од регионите во земјава. Но за жал, состојбата на терен е иста со децении. Ваква слика, каква што затековме на Струшката депонија, видовме во многу предели низ земјава. Еве зашто се работи. Македонија е поделена на 8 плански региони: Вардарски, Скопски, Североисточен, Источен, Југоисточен, Пелагониски, Југозападен и Полошки. Според националната стратегија, за секој од регионите треба да се изработи техничка документација за управување со отпад. Би требало да се затворат постоечките диви депонии и да се изградат претоварни станици. И клучно, треба да се изградат регионални стандардизирани депонии во кои отпадот ќе се преработува.
Во Министерството за животна средина и просторно планирање признаваат дека од ова досега ништо не е направено, освен на хартија. За жал, ние сме сега на почетна фаза. Ги подготвуваме планските документи, подготвуваме техничка документација и за почеток, додека се формираат тие стандардни комунални санитарни депонии, ќе бидат потребни навистина средства кои што во моментов не се собираат од страна на граѓаните. А овој систем е предвиден да има самоодржливост. Најнапредни во овој процес се североисточниот и источниот регион. Тие ја привршуваат првата фаза. Двата региона ќе имаат заедничка стандардизирана депонија, но дотогаш имаат многу работа. Целиот процес од обезбедување соодветни контейнери за ѓубре и за екнување на комуналните предпријатија до отворање компанија за рециклирање за овие два региона чини околу 40 милиони евра. Поголем дел од средствата треба да дојдат од европските ИПА фондови. Please make no mistake, a small step has been taken until today. A lot of work is ahead of you, mainly to the local stakeholders, the mayors, the PUCs and so on, with the support of the ministry, in order for the system to be in place. This is a prerequisite imposed by the EU to give the funds. Without this, it's impossible to get any funds. The EU needs to know that the local stakeholders are able to manage the system before giving the funds available to develop the system. Но, иако најнапредни на хартија, на терен се исти како другите. Оваа планина од ѓубре е Кумановската депонија во североисточниот плански регион. Незината масивност покажува колку работа им предстои на надлежните. Селото Пчиња е најблиското населено место до депонијата. Жителите со децении бараат нејзино затворање. Депонија веќе може би да има над 40 години. И смета и за Пчиња, Студена бара, околните села, да кажеме Скопските којнариња, Вакав, тоа е катастрофа. Смрдеа, зимљава, Бог да чува. Јас сум тука родена од 1955 година, депонијата уште од тогаш стои. И тоа е подземно, тоа е се загадено. Кад се запали има некој јак мирис, ама не може ми ништо село да учинемо само. Во североисточниот регион е и Крива Паланка, мал град со голема депонија. Ѓубрето се истовара на влезот во градот, а купиштата се зацкриени во овој дол. Гледката создава чувство дека во секој момент отпадот ќе се струполи во коритото на Криварека и ќе ја уништи оваа ретка природна убавина. Скопскиот, Вардарскиот, Пелагонискиот и југозападниот регион пак се на почеток од целата постапка. Во југозападниот се појавува и поинаков проблем. Решението регионалната депонија да се гради во општина Дебарца, во атарот на селото Годивје, не е прифатливо за локалното население. Годивје е едно од 33 села во оваа рурална општина. Местото речиси и да нема постојани жители. И иако заживува само во летните месеци, годивјани не го даваат полето, зашто отворањето депонија за нив значи уништување на околината. Во фабрики за рециклажа не веруваат. За ова сакаат да се изјаснат на референдум. Со ништо досега, никој во нашава држава не покажал дека може да постои таква депонија. И ако веќе се зафатат за нешто, треба да се зафатат за решавање на постоечките депонии. Нека изградат на нивната територија такво нешто, нека покажат дека од ѓубриштето и од средината што го загрозува тој предел и тие граѓани, нека покажат дека може да се направи такво нешто, сите ќе ги викнат сами да направат депонија таква на нивниот терен. Меѓутоа, праксата со години и наназад и децении наназад покажал друго. Во Полошкиот и во југоисточниот регион пак, пред неколку години имаше обид за формирање современ систем за управување со отпад преку јавно-приватно партнерство, но безуспешно. Кога ги немате подготвено соодветните технички документи, кога немате измерено количината на отпад што ја генерирате, не го знаете квалитетот на отпадот што го создавате, не можете ниту да го продадете. Додека да се најде купувач за полошкото ѓубре,
Еколошките проблеми го направија Тетово познато и во светот. Беше прогласуван за најзагаден град. Меѓу најголемите виновници, дивата депонија која и ова лето чадеше и го засмрдуваше градот. По пожарот и граѓанските протести, надлежните го исчистија ова место кое е во самиот град. Сега, на некој километар од тука, изградена е претоварна станица, од која отпадот се носи во скопската депонија Дрисла. Единствената стандардизирана депонија во земјава. Специјалистот по хигиена и здравствена екологија, доктор Џавид Фејзули, вели дека депониите веќе неповратно ја оштетиле животната средина и здравјето на луѓето. Со тек на време ќе се почувствува тие загадувања, тие последици по здравјето, затоа што има нешто што чмае во организмот. Организмот ќе се појават, имате доста запушувања на крајните дишни патишта. Тоа се таложат тие материи во крајниве наши алвеоли. Се боред нашиот имунолошки систем, меѓутоа ако го претрпате со загадувачи, многу тешко ќе биде он да се справи со сето тоа. Одредени нокси, токсини, може да отидат преку крвта и до неродените деца. И ние немаме само канцерогена опасност, него имаме и тератогена опасност за неродените наши поколенија. Ако Македонија има стратешки документи за управување со отпад и европски фондови за нивна реализација, тогаш зошто целата земја е една голема депонија? Повеќе се факторите кои што влијаат за оваа ситуација. Од една страна е дефинитивно ниската политичка свест и волја на сите политички структури до сега да го решат овој проблем. Од друга страна ниската свест кај граѓаните, бидејќи да бидеме реални, политичарите ќе го прават тоа што граѓаните од нив го бараат. Граѓаните сега почнуваат последниве години да бараат нив чист воздух, да бараат чиста вода и така натака. Управувањето со комуналниот отпад е обврска на општините. Сека општина тоа треба да се го реши и постојат механизми како пропишани законски правила на кои што може тоа да го реши. Како го реши Словенија? За 112 милиони евра изгради современ систем за управување со отпад. Собраниот отпад од целата држава завршува во оваа современа фабрика каде се селектира и преработува. Дел од него се користи како ѓубриво, а дел како погонско гориво. За Македонија да добие современ самоодржлив систем, надлежните пресметале дека сметките за комунали би требало да се зголемат за околу 6 евра по домаќинство. Не сме во можност зашто по еден човек у куќа двајца и тоа немотни. До 90% може да платат. Ниски са плати на самите граѓани на село Пчења. Потребно е да се работи на подигање на свеста, значи со најразлични кампањи така натака граѓаните да станат свесни кои се вистинските трошоци доколку не се реши овој проблем. Искрено би посакал да можат лесно да се потсетат на оние моменти кои ги преживеавме ние во текот на спалувањето на депонијава, како беше да се живее во градов и дали вреди тоа или не вреди 6 евра месечно. Ако сакате некој да ви го чисти ѓубрето, и ќе платите.